Добро утро, колеги, добро утро и до нашите гледачи. Колегата Александар Мижимаков со кадарот даде совршен вовед во темата на која што ќе разговараме наредниве неколку минути со говорникот кој го имаме на терен, се разбира. Ова утро пред почетокот на разговоров речив да ја отворам апликацијата AirCare да видам каков е квалитетот на воздухот и не се изненадив на вистина. Може да забележите, пишува затворајте ги прозорците и избегнувајте активности на отворено. Блазеси им на оние кои што можат тоа да го направат во моментов. Голем дел од нас се упатени кон своите работни места, голем дел веќе ги извршуваат, како ние, например, но на големо неизвестноста за гасот и цената на електричната енергија ги принуди домакинствата да се враќаат кон традиционалните начини на грејење. Тоа значи с големен број на повици до компаниите кои што се занимаваат со оџачарски услуги. Ние во Македонија наутро решивме да исконтактираме еден од собствениците на, според моите информации, една од најстарите компании кој што се занимава со оваа дејност, господинот Ѓуро Поповиќ, утрово во Македонија наутро. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Нашите информации велат дека ако до пред некоја година за термин се чекаше по повик 3 до 4 дена, овој пат, односно оваа година со почетокот на енергетската криза се чека и до 1 месец. Кои се вашите информации? Па видете, да, овој период претежно термините се со закажување, за жал не сме во можност да одговориме брзо и од недостаток на стручен кадар и од самото време кое треба да ја завршиме целата работа во основ на интервенцијата на за чистење на оџаците. Меѓутоа, тоа и секоја година вака се чека. Сега малку имаме некое зголемување од аспект нели ради состојбава што е со енергетската криза и нели можноста електричната енергија, гасот, тие начини на затоплување преку нив, преку тие енергетски горива, да ја нема и за жал, што се вика, за наша среќа имаме повеќе јавувања од вообичаено. Се чека, мора да се чека, мора да се исчисти оџакот. По мене сепак гледам тој проблем повеќе што летниот период кога би можело и побрзо да одговориме. Имаме помалку јавувања, тоа со традиција, се чека моментот на почетокот на грејната сезона и тогаш имаме навалица на јавувања за да одговориме на тие. Голем дел од граѓаните кои што чекаа во последен момент се оние кои што чекаа условно кажано разрешница на целава ситуација во поглед на цената и на електричната енергија. Еве сега имаме и порасти, иако има порасти на цената на дрвата и на оној традиционален начин на горење. Каква слика затекнувате на терен изминативе денови? Па да, баш тоа и го потенцирам. Одредени наши муштери, да ги кажам, клиенти кои редовно ги одржуваат секоја година оџаците, тие секогаш се јавуваат кога е нели потребно, си ја знаат својата работа. Меѓутоа сега имаме нови јавувања баш од луѓето кои не се грееле на тврди горива, сакаат да ги активираат оџаците. Повторно, меѓутоа, нели, најдуваме и на одредени проблеми, што секогаш ние го кажуваме, тие оџаци што не биле долго време во функција се многу попроблематични на невидено, отколку тие што се во функција. Знаеме дека функционира, може да има некоја наслага да ја исчистиме. Меѓутоа, тие што не се во функција, најдуваме на секакви и надворешни и внатрешни проблеми во самиот објект, во самиот оџак. Кога се зборува за загадувањето на воздухот, најчесто прстот се посочува кон домакинствата како најбројни и најголем загадувач, но вие велите дека не се тие единствените виновници. Во голема мера меѓу другото виновни се и јавните институции кои што не ги чистат редовно котларските системи. Па видете, не само јавните институции, тука се голем број на правни лица што имаат собствено централно грејење. Добро. Дали тоа било на како огревно дрво, како нафта, како мазут, без разлика на тоа, за нив постои посебна динамика законска, колку треба да се чисти. Може и да ја кажам таа динамика, тоа е еднаш месечно во сезона на грејење и еднаш вон сезона на грејење, што во принцип значи 6 пати годишно треба да се придржуваат кон таа динамика. Меѓутоа, видете, тоа се можда 5 до 10% кои се придржуваат на таа динамика. Со оглед на тоа претпоставам дека и цената има влијание, некогаш и неодговорноста.
како да го кажам, тоа од нив зависи, оставаме на нив, ние сите ги предупредуваме каква треба да биде таа динамика, меѓутоа нивно право е да одлучат колку пати во годината ќе го чистат. Сега да, они имаат големо влијание во делот на загадување, посебно во микроделот, ова зборам за институции као градинки, училишта, болници, нели, јавни установи и правни субјекти, приватни правни субјекти. Најдуваме некогаш и на некои работи што не ни се убави да ги гледаме, која ќе дојдеме, што све користат, пошто ние, знаете, сепак оперативно, директно гледаме во самите институции, во самите куќи, каде одиме, кој што грее, како грее, не идеме со она, можда горат гуми, можда горат, не знам, плодни дрва или гранки или све што е, меѓутоа ние тоа го гледаме директно во самите домови, во самите институции. И неретко најдуваме баш на такви работи каде што не би требало тоа да... А во делот на динамиката, ја кажав која е законската, сега нормално некои институции со реноме што се придржуваат на тоа, и ако треба сите да се придржуваат на таа динамика, за жал тоа е многу понесериозно сватено од тој аспект. Би сакала минута да им посветиме и на така наречените масни канали, односно рестораните и скарите кои што редовно треба да ги сервисираат оѓаците, колку гостителите се одговорни? Чи видите и кај нив, одредени исто ќе кажам, што се со реноме се придржуваат кај нив, па уште е поригорозна законската рамка кај нив, еднаш месечно во текот на целата година. Чистењето на масните канали, збориме за тие хауби, масноти каде што испаруваат од скарите, ринглите, нели, за производство на храна. Кај нив е по мене многу поголема опасност од само запалување. А имавме случаи? Имавме многу случаи такви, што сме одели на терен да ги гледаме. Тука е таа маснотие, она е веќе многу по ригорозно, треба да се свати тој аспект на чистење за да не дојде посебно до опожарување. Во делот на загадувањето, да, има многу и во централното, секаде. Знаеме дека има се уште што користат на тврди горива, скари, на јаглен. Нормално знаеме сите дека вкусот е поубав на тоа, меѓутоа све тоа се допринесува до некои работи што треба барем почесто да се чисти, да не дојде до тие големи загадувања. За ова што го дишеме денеска, да. Економската криза беше причина за поскапување речиси во сите сегменти од општественото живење. Ги поскапевте ли вие услугите? Па да, ние ги поскапевме символично услугите после 30 години, малтене. Се движат од 1200 денари нагоре, во зависност од катноста, ова зборам за физичките лица, зависи колку ката иде до по 500 денари од спрат, за колективните згради е друга цена, каде што се шунтоджаци, за правните лица на лице место се одредува цената според киловати на, нели, на котлите, според должини на каналите, на оджаците, така да минимално имаме поскапување. Но домакинствата може да се го дозволат? Па мислам да, со оглед на тоа што и град Скопје се уште еве неколку години субвенционира тој дел по 1200 денари, дава поврат на средства кои ќе аплицираат за субвенциите, и тука некако се наоѓа некоја средина што може да си го дозволат граѓаните. Неизбежен дел од нашиот менталитет е зошто да побарам услуга кога можам тоа сам да го направам. Колку чистењето на оѓаците е обична рутина која што секој може да ја совлада, бидејќи имаме реални случаи каде во домакинствата сопствениците си ги чистат оѓаците, или сепак професионалец знае како тоа да го направи? Видете, ние кога одиме од професионален аспект зборувам, ние не е само чистењето. Многу е важна едукацијата на самите граѓани, што треба да прават, пренесеме, како да се ложи. Што има многу големо влијание, бевме на некои семинари во Германија, во Словенија, во Австрија, каде што они се држат на тоа дека дрвото како огревно средство е еколошко средство. Само проблемот што кај нас го има, кај нив тоа е веќе решен, влажноста на дрвата. Кај нас тоа многу не се гледа при продажба. Кај нив не смее да се продава доколку е надмината границата на влажност. Во продажба не смее да оди. Втора работа е начинот на ложење. Каталошки да ги гледаат своите печки, ќумбиња, на кој начин има горно ложење, долно ложење, секундарниот, терцијалниот воздух како да кружи за да не доаѓа до стварање на тие креозитни наслаги во самите оджаци кои се понатака и одделно загадување и одделно опожарување на самите оджаци проблематично. Ако бројот на повици е зголемен, можете ли секаде да стигнете? Има ли доволно работници?
многу голем проблем. Може се трудиме да стигнеме на секаде, се овој период кога имаме голема навалица, ние да сакавме и сега ќе чека по 3-4 дена, меѓутоа се чека и по месец дена од аспект што не можеме да одговориме, што ете во делот на стручната подготовка за оваа работа нема многу желба некој да се пријави, да го научи овој занат, за да ете се продолжи, останати сме на тие што сме и би требало малку повеќе да се посвети, повеќе народа да се запознае со оваа проблематика, зашто сепак е интересна работа. Сега е малку валкана, не викам не, таква е работата, има многу работи што се валкани, меѓутоа ете таа динамична работа, влагање по куќи, комуникација со самите граѓани, ја прави многу интересна и за мене, што викам, убава работа. Благодарам за одвоеното време и за пренесеното искуство во Македонија. Благодарам и на вас. Секогаш сме тука за било какви информации. Да, во друга прилика со друга актуелна тема. Ние не знаеме што ќе дишаме во периодот кој што следува, бидејќи голем дел од граѓаните ќе горат се и тоа е нешто за што се зборува. Останува никаде на крајот на разговорот да упатиме апел до одговорните компании, до одговорните институции, до одговорните угостители, навремено да ги сервисираат оđаците, да ги извршуваат своите обврски, за колку толку да можеме да се заштитиме.